Во најјужниот дел на Македонија, на југословенско-грчката граница, се наоѓа Дојранското езеро. Езерото зафаќа 4220 хектари, од кои 2/3 припаѓаат на Југославија, а 1/3 на Грција. Покрај брегот на езерото е лоциран градот Дојран, подигнат врз некогашниот стар антички град Полин. За богатството на ова езеро со риби и за риболовот сретнуваме податоци уште во записите на Херодот од 5 век на нашата ера. Некогашните полинци, како и денешните дојранци, биле и се големи мајстори на езерскиот риболов. За нив езерото и рибите значат живот. Пред сезоната на интензивниот зимски риболов се вршат сите потребни подготовки. Од собраната трска се плетат леси, кои подоцна ќе бидат вградени во насеките и мандрите. И жените помагаат во подготовките. Тие плетат нови или пак ги крпат старите мрежи. Кога водата заладува, рибите се повлекуваат покрај брегот на езерото, обрастен со трска. Голем број јата изгладнети птици од северните краишта на Европа пристигнуваат во овој јужен дел на Балканот.
Рибарите ја подготвуваат на секата. Во круг фрлаат гранки од медитерански даб, така наречен прнар. Рибите наоѓаат за солниште во густите гранки и се концентрираат во голем број на релативно мал простор. Рибарите забиваат колци околу гранките, а потоа ловиштето го преградуваат со леси. Притискаат со градите на лесата, за да и го набијат долниот дел во тињата. На рибите патот кон слободата им е затворен. Следува процесот на смалување на кругот и концентрирање на рибите во се помал простор во насеката. Исчистениот дел од гранки на ловиштето, рибите го напуштаат, а новите леси го стеснуваат кругот. Од овој краен остаток на насеката, силните и вешти рибарски раце, рибата перкија за час ја преселуваат во утробата на коработ.
Уловената риба се сортира одделно црвеноперката, перкијата, белвицата и другите видови. Пристигнатите птици од далечниот север, уморни и гладни, се лесен плен на дојранските рибари. Во вешто припремената замка, пилекатник, рибарите фрлаат риби. Гладните птици со мал труд го наоѓаат влезот до рибите, а излегуваат. Уште во рана есен во овој дел, обраснат со трска, почнува преградувањето на мандрите со леси. Оградите се поставуваат од три страни. Четвртата страна, таа свртената кон езерската шир, е отворена. Од тука слободно минуваат и се собираат рибите, барајки за солништо од птиците кои ги гонат по езерото. Штом ќе се уверат дека во мандрата има доволно риби, рибарите ја преградуваат и четвртата страна. До мандрите се рибарските колиби, од кои рибарите стражари ги плашат птиците, за да не им слетаат во мандрите. Оградената парцела на мандрата е голема околу 1 хектар. На птиците им се сечат перијата на крилјата и се фрлаат во мандрата. Ваков лов со птици аргати е единствен во светот.
Кормораните, гарите и другите нуркачи постојано се нуркаат во водата ловејќи риби. Исплашените риби бегаат низ ретката леса на оградата во соседниот дел на мандрата. Тука се и рибарите. Тие ги присилуваат нуркачите почесто да се нуркаат во водата, та рибата побрзо да мигрира во соседната ограда. Од кога рибата ќе биде притерана во соседната ограда, рибарите ги протеруваат и птиците. На тој начин, рибите се принудени да се соберат на еден сосема мал простор. Последниот дел од мандрата е наречен котец. Во него е вриеш од риби. Всушност, тоа е замка слична на пилекатникот. Рибарите, со мрежата што ја наречуваат повла, сега лесно ја извлекуваат на далеку прочената дојранска црвеноперка и белвица. Испразнетите мандри се разградуваат. Градежниот материјал од мандрите ќе биде преселен на суво до другата есен.
Во последно време и тука се чувствува модернизацијата. Агрегатот се почесто влегува во мандрите. Електродите наместо птиците ја подигаат рибата на површина. Не е чудно еден ден да го снема традиционалниот и единствен риболов во светот со посредство на птици. Но да се надеваме дека вековната традиција ќе се зачува барем како туристичка атракција на Дуранското езеро.